Над 200 здравствени работници од стартот на годинава заминале на работа во странство. И покрај напорите на власта да го задржи стручниот кадар во земјава, ниските плати и лошите услови за работа се пресудни квалификуваните лекари во трка за подобар живот да ја напуштаат Македонија. Власта пак допрва ќе прави анализа на буџетот како да ги покачи платите на докторите. После зголемувањето на платите дежурствата минатата и оваа година продолжуваме и понатаму. Во овој момент се прават пресметки за тоа колкава сума на пари од централниот буџет треба да се одобри и да се зголема дополнително платите на лекарите специјалисти, за да согласно нашето ветување следната година стигнат до 100.000 денари и не ги забораваме медицинските сестри и средниот персонал кој што е составен дел во работата на сите јавноздравствени институции за зголемување на нивните примања. Незадоволни се и матичните лекари. Тие со месеци бараат реформи во примарното здравство и промена на принципот на наплата. Велат оваа влада ни вети по 90 денари капитацијски бод, но од ветеното нема ништо. Ако со најавеното покачување не добијат по 20% повеќе, и кај нив се заканува клуч на врата. Оваа влада обеќа дека ќе оди 90 денари капитационен бод, до сега нема ништо од сето тоа. Преговаравме многу пати, разговаравме многу дека здравствениот систем е единствен и ако се оди со покачување во секундарно и терциерно, дека примарното не треба да биде запоставено и сметам дека минимум 20% би требало да биде сегашното покачување, па и повеќе, нели, за некој она кој што го обеќал да биде дека зборот е збор. Инаку истражувањата кои ги спроведе клубот на млади лекари меѓу студентите по медицина покажале фрапантни резултати. Дури 1200 лекари главно на возраст до 35 години за неколку години ја напуштиле Македонија. Дополнително речиси половина од студентите по медицина паралелно со студиите почнуваат да го изучуваат и германскиот јазик со цел својот професионален ангажман да го стартуваат во Германија.